Во ова видео ќе биде објаснето постапката за креирање на приемен лист во трговија. До формата се пристапува преку менито обработка на документи. Се отвора нова форма во која што треба да се внесат податоци за заглавје на документот. Бројот може да биде автоматски ако тоа е ставено во дефиницијата на самиот документ, спротивно тој се внесува рачно. Референтот е веќе избран, односно тоа е тековно најавениот корисник на апликацијата. Се избираат уште одделенијата, тоа значи дека робата од првото одделение ќе биде префрлена во второто одделение. На крај се зачувуваат промените. Потоа се прикажува панел за внесување на ставки во документот. Артиклите се избираат на веќе познатите начини. Кликнете Enter за да се вчита самиот артикл. Тука можете да ја видите мерката и залихата на артиклот, внесувате колкава количина ќе биде префрлена. Подолу се пресметани цените. Копчето серијски број значи дека артиклите може да имаат серијски броеви кои што се внесуваат овде еден по еден. Можете да внесете онолку серијски броеви колку што имате наведено количина на самиот артикл и на крај со копчето за снимање ставката ќе биде спуштена во табелата. Во горниот панел гледате неколку копчиња кои што имаат различни функции. Копчето онново ќе ја исчисти формата, односно иницијализира и ќе биде подготвена за ново внесување. Копчето пребарај отвора нова форма во која што се врши пребарување на документи конкретно од тип приемен лист во трговија, затоа и типот е овде внесен без можност за изменување. Туку може да се врши пребарување по некој од останатите филтри. Нека се изврши пребарување по референт. Ја внесувате шифрата на референтот, кликнувате Enter за да се вчита и називот и кликнувате Пребари. Документот е прикажан подолу во табелата. Со двоен клик или селектирање и кликнување на копчето Избор, документот ќе биде прикажан повторно во форма за внесување, дополнување, бришење на ставки. Копчето Печати овозможува прикажување на документот во форма на штампа. Вака креираниот документ понатаму може или директно да се испрати на принтер или пак да се зачува во некој од наведените формати. И последната функционалност која што ја нуди овој екран е бришењето на документот. Со кликнување на копчето Бриши, овој документ ќе биде исчистен од база. Откако сте завршиле со работењето, ја затворате формата.